Плакарите ни се полни, а сепак постојано купуваме нова облека. Дали навистина ни е потребно сето она што го купуваме и каде завршува облеката која што повеќе не ја носиме? Така е, за текстилниот отпад, потрошувачките навики, предрасудите кон половната облека, разговараме со Ирина Михајлова од СКФ, Здружение за циркуларна култура, колекционерство и одржлив развој. Добро ни дојде. Добро утро, голем поздрав до вас и до огледачите на Македонската радиотелевизија. За почеток, колку сериозен е проблемот со текстилниот отпад во светот и каде се наоѓа Македонија во таа приказна? Имав можност изминатиот период да направам истражувања. Последни извештаи, статистики и податоци кои што се направени на светско ниво од релевантни екоорганизации со поддршка на светски медиуми, велат дека моментално текстилот како парче гардероба е број 2 загадувач на глобално ниво. Што значи дека моментално има толку многу облека што може да се облечат наредни 6 генерации. И кога велам облека, не мислам на облека која што е во одлична солидна состојба или користена, туку и многу нова облека. Ако продолжиме ние со вакви навики на производство и потрошувачка, за жал до 2030 година, најверојатно заборавив да кажам дека моментално се создава 92 милиони тони на текстилен отпад, значи на глобално ниво, но ако продолжиме вака, до 2030 тоа може да се искачи драстично до 134 милиони текстилен отпад, што е многу голем проблем. 1% од цел тој отпад, за жал, се селектира, па потоа рециклира или апциклира или реупотребува, а останатото завршува на депони. Страшно. Страшно баш. Плакарите на сите дома не се полни, тоа е слика секојдневна, нели? Но и понатаму потреба од купување на нова облека. Постојано, нели? Така. Па, кога е во прашање овој проблем, би рекла сите прсти дека се вперени и гласините велат дека гигантите во модната индустрија се виновници за тоа, односно фабриките за мас продукција, така наречената брза мода, бидејќи тие имам чувство дека преку некој агресивен маркетинг нас ни наметнуваат дека доколку не сме во тек со тековните трендови кои што, како што кажав, тие ги наметнуваат, ние нема да бидеме модерни или нема да бидеме она и што би се рекло. Јас ви гарантирам и ви подпишувам одговорно со 2 раце дека плакарот на еден човек буквално содржи се она што му е потребно, а во бутиците кои што често ги среќаваме по моловите или европските метрополи, толку се изгледа монотоно и не забележувам дека има некоја креативност, иновативност и сите колекции се идентични едни на други. А колку модната индустрија и социјалните мрежи влијаат врз нашите потрошувачки навики? Да, за модната индустрија, како што веќе кажав, прстите се вперени дека гигантите во модната индустрија тие се виновници за создавање на текстилниот отпад, но социјалните медиуми мислам дека и те како може да влијаат позитивно доколку ги користиме правилно и доколку заедницата и организациите еколошки и слично цело време обрнуваат внимание со едукативни објави со зошто втората рака е подобро од новото и како истото може да помогне со намалување на отпад и избегнување на оние еколошки катастрофи кои што и како може да влијаат на човековото здравје. И тоа е тоа. Што се случува со облеката кога ја фрламе? Каде завршува? За жал, ајде да се навратам на првото прашање, бидејќи не ви одговорив за Македонија. За жал, како што знам јас, мојата информација вели дека во Македонија последно истражување за тоа колку текстилен отпад на годишно ниво се создава во државата е направено во 2022 и тоа го опфаќа периодот од 2015 до 2020 година, што е малце поразително за една држава која што цели да биде членка на Европска унија, чии држави, посебно скандинавските држави, имаат таа култура на рециклирање, селектирање и реупотреба. Отпадот кај нас е 35.000 тони на годишно ниво, тоа е вкупно од производство и од домакинства. Истиот завршува на депонии. За жал тој не се селектира за да може да се рециклира, се гори и како што кажав, така настанува еколошка катастрофа. А кои материјали се најголем загадувач и зошто синтетичката облека ја представува можеби посебен еколошки проблем? Полиестерот. Полиестерот е број 1, тоа е чиста пластика и таа микропластика која што ја содржи тој материјал, за да излезе буквално таа носим и на кожата, тоа влија и на кожата. За да се исфрли таа микропластика треба неколку
вртежи, да, неколку циклуси на вртежи во машина за перење да помине, таа проаѓа низ водопроводот, оди во реките, оди во езерата, со тоа се наводнуваат овошки, се храни животинскиот свет, животинскиот, морскиот, езерскиот свет и сето тоа потоа ние го внесуваме во организмот. Кај нас се уште има предрасуди за користење, нели, second hand или да се продолжи некое старо парче. Како да се надмине тоа? Дали се надминува полека низ годините? Па Ненад, јас можам да ти кажам искрено позитивна оценка да дадам. Мислам дека полека ги надминуваме бариерите на срам и престиж кога е во прашање купување или користење и на облек и на предмети од втора рака, како што спомнавме, благодарение на едукативните објави на социјалните медиуми, бидејќи некако нели по цели денови висиме на интернет, луѓето почнуваат да разбираат поентата и целта зошто ние нудиме, инсистираме и сме иницијатори и промотери на оваа култура, затоа што навистина се намалува отпадот кој што го има речиси во сите населби, поготово во нашата држава, и навистина допринесуваме свесно за заштита на животната средина. А што најчесто ги изненадува луѓето кога првпат ќе влезат во продавница за половна облека? Па видете, во продавница за половна облека може да најдете и брендирано парче по некоја исклучително ниска цена која што веќе го нема, не се произведува. А јас би рекла дека порано какви материјали се користеле, на кој начин биле кроени и шиени, не се споредува со тоа што е сега, пак ќе кажам. Значи, цел време се навраќаме наназад. За тоа е виновна брзата мода, која што нема ништо креативно и ништо иновативно. Можеме да забележиме сите во плакарите на профит. Така, сите во плакарите на нашите предци, дали се тоа родители, баби и дедовци, забележуваме парчиња кои што се се уште во првобитната состојба. Тоа зборува Ај забележуваме дека модата се враќа. Точно, како да, модата се врти секако со трансформација. И тоа кажува колку порано имало помало производство, а колку било поквалитетно. И тоа е првото изненадување на посетителите и на настани кои што се организираат и во продавници за облека и предмети од втора рака. Ај вака малку едукативно, кога сакаме да фрлиме нешто, што да направиме, да размислиме и како да се однесуваме кон тоа парче облека? Видете, а при тоа да не заврши во некој континер, веројатно може да се искористи. Така, нашето здружение кое што започна како иницијатива пред некои 7-8 години, започна со организирање на поп-ап настани, каде што луѓето од целата држава може да се вклучат и на со истите да направат размена со некој друг или да си ги продадат по некоја символична цена, може да се апциклира. Апциклирање е буквално рекреирање на едно парче облека. Например, со прости зборови сликовито тоа да го објаснам, од сакото на Ненад да се направи некој струкиран корсет, наместо да заврши во отпад. Значи има милиони и креативни начини. Добро е моево што може да се искористи од на Маријана, немаше ништо да може, ќе го поделиме во два дела, не се секирете. Имаме за тоа прекрасни македонски и локални дизајнери кои што може и кои што исто така се залагаат и сакам да ги поздравам, се залагаат за заштита на животна средина баш преку вакви активности со репарирање на гардероба. А дали верувате дека second hand културата ќе стане новото нормално? Би сакала, но никако не би сакала да стане уште еден капиталистички тренд и капитализмот и тоа да ни го украде. Така. Ке прашаме и во продолжение, сме во една таква во локација, нели, во Копче, така што ти благодариме за одвоеното време. Навистина беше задоволство да те чуеме и оваа тема секогаш актуелна, ќе ја продолжиме во некоја следна прилика. Ви благодарам многу и на вас на поканата.